Добар ден уштеднаш, како што и најави во Централниот дневник, мој гостин денеска Иван Пешевски од Сојузот на синдикати на Македонија. Пешевски, ти благодарам што ја прифати мојата покана ден пред првомајскиот протест. Надевам се е подготвено за утрешниот ден. Уводни зборови, па ќе почнеме со прашањата. Да, благодарам на поканата и на можноста да кажеме со што се соочуваме во текот на годината и како на 1 мај треба да се одбележи Меѓународниот ден на трудот. Оно што го видовме од вчерашната пресконференција на председателот Трендафилов, од 11 часот е збирното место пред синдикалната зграда. Така, 11 часот пред Работнички дом, односно пред Сојуз на синдикати на Македонија, како и сите останати години, барањата и апелите ќе бидат упатени до пратениците, до работодавачите и на крај до владата на Република Македонија. Така што повикувам да искористам можноста да сите работници кои што сметаат дека треба да протестираат за достоинствени услови за работа, за достоинствени плати, да дојдат утре на протестот, имајќи во предвид дека такви ги има многу статистички, меѓутоа и многу по она што го гледаме во текот на годината што се пријавуваат од прекршување на работен однос. И се надевам дека ќе има доста и солидарни работници кои што веќе ги добиле своите права, но ќе излезат рамо до рамо со оние што им е во моментов најтешко, а тоа се најголемиот дел од работниците на минимална плата. Рутата ќе биде позната како што е и секоја година од Сојуз на синдикати на Македонија преку собранието по рекорд до Стопанска комора и на крај завршуваме пред влада на Македонија. Фрапантен податок извади вчера Трендафилов на пресконференцијата, вели 260.000 вработени се под 600 евра плата, а тоа е сумата која што вие како синдикат ја барате за минималец. Доволна причина утре, кој што рековме, да излезат граѓаните и работниците да го поддржат синдикатот и барањето за оваа сума од 600 евра. Треба да се излезе колективно, а не индивидуално, тоа е барем пораката за утрешниот протест. Што се очекувањата? Колку луѓе би имало? Очекувањата се секогаш дека има луѓе што постојано се на било кој протест во државата, па ќе дојдат и на работничкиот протест, меѓутоа што е најважното, да дојдат работници кои што навистина се засегнати од ова прашање, меѓутоа некако досега од страф не доаѓале. Имавме доста луѓе на 28 јануари, на 14 март, меѓутоа 1 мај некако им е поинтересно да направат скара, да свикаат друштво, да прослават, и ние од таа страна се прашуваме со кои пари слават ако статистиката е како што кажуваат поатоците на Управа за јавни приходи, Државен завод за статистика, Народна банка и од секде кај што прибираме. Илјадници луѓе се на минимална плата, тонат во сиромаштија, секојдневно се со само 100 денари во джеб, но не се охрабруваат да дојдат, па макар и на 1 мај, каде што сметаме и мислиме дека нема кој да им замери на работното место, бидејќи не треба да земат ни слободен ден од работа, туку е празник и е неработен ден, токму благодарејќи на синдикатите кои што се изборели за 8 часов на работна недела и за слободни денови и празници. На вистина и ние се прашуваме што се плашат тогаш тие луѓе. За нас нема поголем затвор за еден човек од тоа да живее во страф. Ако времето покажало дека само со борба може да се избориме и за достоинствена плата и за безбедни здрави услови за работа, ние не гледаме причина за страф, но еве се уште македонскиот работник е потполно исплашен да крене глава и да се побуни, да се избори за своите права, туку многу полесно му е да критикува на социјални мрежи, да гледа на вести, да некој друг му ја заврши работата, без притоа да стане свесен за себе и за своето работно место, за своето семејство и своите деца, дека он е тој што може да ги направи промените во општеството. Дали е тоа само работното место или било какви други промени, едноставно треба да ја подигнеме свеста каде што секојдневно веќе зборуваме дека луѓето се тие што ги носат промените. Дали ќе донесат една политичка гарнитура или друга, они се тие што гласаат. Ако некој треба да се награди, нека биде награден, но ние, особено јас лично ако се прашувам, сметам дека 35 години македонецот треба да е секој ден цел ден на улица. Не само на 1 мај, не само за платата. Гледаме што се случува и какви вести секојдневно читаме, колку е отидено надоле некако живеењето, општеството и сето она што ни се случува од најмали деца до највозрастни луѓе и работници. Пред неполна недела ни загина човек на градилиште, некако и луѓето не го осудија чинот, ни медиумите со исклучок на некој што пренесоа се, меѓутоа се сведува од денес за денес и многу брзо се забораваат лошите работи што ни се случуваат.
Искрен да бидам, сакаме да зборуваме и ние како премиерот за убави работи, но нашата статистика и секојдневна работа со странките во Сојуз на синдикати на Македонија не ни дава не за право можност да се израдуваме на еден некој да дојде со ливчето дека му се покачила платата без да се бори, без да бара, без да потпише колективен договор, дека е се навистина во месецот да му стигнат парите и за сметки, и за комунали, и за храна, и за одмор. Од друга страна, сите бројки што ги правиме, цела борба што ја водиме, гледаме дека се помале бројот на борци, а се поголем бројот станува на жолти синдикати, на луѓе што се задоволни и што ги продадоа на Агро правата, проблемите и се она што се случува на македонскиот работник. Навистина е жално и срамно да во 21 век излегуваме на улица, протестираме и штрајкуваме, но уште посрамно е кога ќе отидеме во влада или ке работодавачите, кога гледаме еден монолог како се е, како што треба и нема што повеќе од тоа да бараме. А од друга страна, со париве не можеме ништо да купиме во маркета, камоли повеќе. 1600 денари зголемена минимална плата. Усогласена. Усогласена. Ќе ве поправам. Да, усогласена. Не се зголеми ни еден денар. Наспроти тоа што 3000 денари на 3000 денари за 3 месеци е поскапена. 3305 денари за 2 месеци само поскапел животот на македонскиот работник и некако еве го уште македонскиот работник чека подобро утро без да се избори. Јас сум убеден дека да имаше зголемување од 3000 денари можеби животот ќе поскапеше и 6 затоа што немаме примена и контрола на законите. Имаме закон за нефер трговски практики кој што никој не го почитува и сите ги ставаат цените од ракав, а од другата страна представниците на власт и работодавачите велат слободен пазар, чим се продава за таа цена, таа е цената. И немало големо зголемување на маржите, тоа е изјава од лично премиерот. И дека не е толку зголемена цената по маркетите како што ние пренесуваме. Јас кажувам дека ние ги гледаме цените секој месец во најевтините маркети и дека има веќе портали што ги бркаат цените што ги споредуваат. Што поскапа? Тоа ми беше сакав да ве прашам во однос на овие 3000 денари поскапа живеачка. Храната во ред, тоа го знаеме. Што друго од Горивото? Значи транспортот е поскап. Да, транспортот е поскапен, цените на мало, домувањето исто така поскапено, меѓутоа цените на мало. Најголем дел народски кажано што го јаде буџетот на граѓаните секој месец е цените на мало по маркетите. Неконтролираното зголемување. Секојдневно гледаме нови и нови цени, не само пред празник, туку и постојано, особено овош и зеленчук е качено, јајца, зејтин, масло, се извинувам и ред друго што му треба на семејството за едно зајре да направи ручек во текот на денот. Значи тоа е најпоскапено за да во текот на месецот веќе морате за 4 члено семејно домаќинство да одвоите преку 25.000 денари. Тоа е една плата за тоа е 26.000 денари минималец ред не може да се живее. Така, па и тоа два, па и тоа е факт, и две тоа минимални плати да бидат помош, така во домот. Не може да се излезе крај на крај. Затоа имаме многу работници на сивата економија. Или се работат две работи. Се работат три работи, две работи. Ние од тоа што го гледаме на терен е дека многу луѓе се во неформален сектор, ги гледаме секојдневно дечките што возат корпа, волти и ред други работи што може да ги направат. Тоа ништо не е пријавено, така? Па мислам дека не. Јас навистина немам информации, никој не дошол во синдикат да се пофали за тоа што во борба за гола екзистенција зима ранецот и оди работи без да внимава дали ќе биде повреден зашто и он е во сообраќај, дали со велосипед или со мотор. Меѓутоа многу голем дел, еве на пример од секторот каде што доаѓам, одработуваат црни сати после работната формална работа од 8 сати во градежништво, да замачка некој ѕидче, плочка да залепи за да преживее. Инаку податоците се страшни и тоа си го знае и државата дека можеби повеќе од половина луѓето работат на црно или и онаму каде што работат покрај тие 26.000 денари што мора да поминат на МАПИН преку ЈП доработуваат кај истиот работодавач за плата во плик. И некој ќе каже зашто тоа не го пријавите, ако тоа луѓето не го пријават, не можам ја да го пријавам за тој да остане без работа. Сите ги знаеме последиците, сега да не се правиме будали дека ако пријавиме ќе оправиме работата. Може да се оправи да ако е колективна свеста таму да застанат луѓето, па да го направиме слабо тој работодавач, но во најголем дел луѓето што се охрабриле може да останат без работа. Само една минута ќе одземам затоа што 10 луѓе се охрабри од Бехтел Јенка, а избркаа 50 македонски работници затоа што анонимно пријавија во Државниот инспекторат за труд за намалена неоснована плата месечно од 10.000 денари. И сам тоа на што личи? Каде беше тука да констатира неправилности Државниот инспекторат за труд за токму тие луѓе да ги избркаат од работа? Пријавија и со нив и нивни колеги избркале. Да. Имавме 50 и има како да се докаже тоа нема. Па нема како да се докаже. Прво не сме ги виделе не ни се членови нажалост на синдикат договорите за вработување, дали беа на определено време или на неопределено време, но голем дел од луѓето и одма си наоѓаат работа, бидејќи знаеме дека има недостиг на работна сила. Но не е поентата да бараме пошто зашто работа, бидејќи станува збор за високоризични работни места каде што тие пари
знаете како значат во месецот некој да ви ги скине, па макар било и 50 и 60 илјади денари работата. Да. Од друга страна имаме посебен закон баш за таа компанија каде што по 12 часа дневно работа, значи он изработил 2 плати. И што се 50 илјади денари кои ќе земе некој, па згора на тоа да му скинете 10 илјади денари. Не е основано без причина. Незадоволните работници имаат можност кај вас да пријавуваат нерегуларност и повреда на работничките права. Да. Имате апликација каде што се пријавува, може да дојдете и лично, анонимно, колку преку тоа телефон. се Има прави. Видов дека донесовте податоци. Да, затоа што не се памтат од бројките синдикатот. на памет, меѓутоа и не би оптоварувал дискусијата да имаме и повеќе поинтересни работи, да кажам. Зашто најмногу се побитни. пријавува? Најмногу се пријавува за регрес за годишен одмор. Тоа некако не се опаметија работодавачите до 31 декември да го запазат рокот и да го дадат. И еве кај 164 работодавачи минатата година биле опфатени 10.587 работници. Тоа е навистина голема Кои што не бројка, земале. кои што не земале, да. Сега ни пријавиле, можеби земале на 2 јануари, можеби и земале последниот ден, меѓутоа бројкава до 31.12 за 25 година е таа. Што е поинтересно, што луѓево се уште многу повеќе има анонимни пријави, отколку дека се членови на синдикат со точно име и презиме, со точна компанија, каде што и реално инспекторот на труд излегува побрзо на терен, затоа што има слика веќе каде оди што Каде е? оди. Да, Тоа е ние голем страв, апелираме, значи. да, ние апелираме да бидат луѓето со име и презиме, но не можеме да постигнеме или да ги убедиме, народски кажано, луѓето тоа така го направат, од проста причина се плашат за губењето на работно место, а од друга страна и кога би ги вратиле по судска постапка повторно на работа, може би да поминат 3, 4, 5, 6 месеци и секогаш се пробиваат роковите ван законското враќање на работа и кој е тој што може една година да издржи без плата за да го докажува неговото законско или незаконско бркање од работа. Така што најголемиот процент преставки до алатката ССМ мои работнички права биле од секторот каде што доаѓам градежништво, образование, само секунда, здравство и фармација, има доста комунални дејности и тоа е тоа, метална индустрија и рударство. Значи имаме, повторно ќе кажам, работни места со висок степен на ризик, дејности кои што се секојдневно знак прашалник дали ќе се вратите дома, но бројките од година во година се намалуваат по однос на пријавите, можеби луѓето што пријавиле па понатаму правото си го бараат по судски пат со тужба и со адвокат, но од Сојуз на синдикати на Македонија постапено е по сите овие пријави и по скоро половина и повеќе одговорено, а за другите и чекаме се уште и во оваа година одговор. Тоа е страшно што макар и на 31 позитивни? Да, голем дел се позитивни исходите, но што е големиот проблем, што 41% имаме уште во процедура, а денеска е ден пред 1 мај. Значи на 31 декември некој да пријавил, се уште 5 месеци нема одговор од Државниот инспекторат за труд. Тука ќе ги дали постапил или не постапил? Да, или во процедура може прегледува документи, докажува исправност, неисправност, но 4 месеци. Тоа е голем период за човек да седи така на работа или да не докаже одредено право, а од друга страна знаеме со каков кадар располага Државниот инспекторат за труд, не зборам за стручноста на кадарот, туку бројноста. Да, ако сега видовме ради смртниот случај на градилиштето дека има само 7 инспектори за безбедност и здраве при работа на територија на Скопје, тоа е катастрофален податок, бидејќи 7 не ви стигаат вас за пола работно време да направат обиколка во Скопје. Гледаме како се гради, каде се гради и сето она што мора да биде постојано некој дежурен полицај за да немаме повреди и жртви. 132 несреќи на работното место, 31 смртен исход. Тоа се податоци за лани, каде што во 24-та биле регистрирани 17 смртни случаи, значи речиси двојно. Сега вака што само се случува да сега на работното место? Морам да напоменам дека тие бројки се исти со синдикатот за градежништво, но не можам да кажам релевантни, него точни, бидејќи немаме унифицирана статистика на повреди и жртви во државата. За жал, Институт за јавно здравје има едни бројки, Државен инспекторат за труд други, Министерство за внатрешни работи трети. Некако немаме поврзаност координација. Нема координација. Во моментов има еден проект кој што покрај унапредувањето на правата и заштитата при работи на статистичка унифицирана програма, но до сега немаме. Ние од медиумите собираме податоци, лично јас, за да видам колку повреди имало и колку жртви, но тоа е многу помалку од реалното. Имате многу непријавени, имате многу сокриени, имате што не излегле во јавност за некој медиум да ги објави, меѓутоа не можете да сокриете
повреда со фатален крај. Тоа е нешто што не може да го покриете. Навистина не знам, по државниот трудов инспекторат вчера бевме на конференција за БЗР, излегува дека се 8. Ја не знам стварно да сум прв човек таму, ќе прашам добро колеги како може да се 8 кога од новини само што читам за теков на годинава се 25, 30, 35. Да. И тоа е нешто што мора да се свати дека они ако не се надлежни за сите дејности, барем нека не кажува дека 8 луѓе само го загубиле животот на своето работно место. Да. Кога во сите дејности лани се 31. И тоа е катастрофален податок, да не кажам 3 пати повеќе него просекот на Европската унија. И сега ние ако целиме кон Европска унија, од друга страна ги убиваме работниците, слободно така ќе кажам, на работните места, не водиме нигде. Не сум за тоа да се води статистика, меѓутоа мора строго почитување на законите, а ако гледаме дека некој не ги почитува, како што го видовме тој работодавач на тоа градилиште, нека се затвори тоа градилиште со казна затвор за тој работодавач, а не да се остави повторно да работи до моментот додека се случи несреќа или несреќа со смртен исход. Навистина е крајно не само безобразно, него треба да стане пракса на кривично дело ваквото постапување на тие газди. Толку се мизерни и минорни казните кои што ги плаќаат наспроти здравјето на луѓето, тоа е како да ви кажам. Еден квадрат на стан не чини толку колку што може он да покрие се да биде безбедно и здраво. Да. Но сите гледаат да биде јамата до последен сантим искористено, како повеќе квадрати да се изградат, како повеќе пари да се исперат и украдат на грб на работникот и на животот на сите што работат секој ден по градилиштата. Не е само и секторот градежништво, секаде имаме и повреди и жртви, имаме многу во транспорт и сообраќај, каде што имаме еден куп други повреди и жртви во земјоделие, кои што ретко кој ги споделува или завршуваат, не знам како завршуваат, со една дневна вест. Жалосно. Како да бидат македонските работници безбедни? Какви обуки треба? Што треба многу странските искуства ете? Треба ништо повеќе од тоа што е законот за безбедност и здравје при работа и сите правилници како подзаконски акти. Еве ќе го земеме правилникот за привремени и мобилни градилишта, сум убеден дека никој го нема прочитано, а камоли применето од тие инвеститори, работодавачи и така натаму. Каде е тука надзорот, ќе прашам. И кога ќе видиме дека некој можеби си подал рака во тој круг да направи некаков криминал, да направи на брзина зграда и да ги продава по 2-3 евра, каде е на крајот на денот механизмот држава? Инспекторатот, градежниот инспекторат, општината, трудовиот инспектор или државниот градежни инспекторат, ние не сме виделе да излезат на терен да дадат некој извештај или да кажат еве, стопиравме несреќа, човеков е позади решетки затоа што прекршил 600 закони. Ние само гледаме вести од кој ќе се повреди некој или не да Боже кој ќе загине. Тоа е поразително за било која држава, камоли за Македонија. Ние навистина остаревме веќе во Сојуз на синдикати на Македонија, устава пена ни фати да одат луѓето пред да се случи нешто, не од кој ќе отиде. Тогаш не ни треба ни надзор, ни записник, ни ништо. После ќе биде крив системот. Не само системот, на крајот на денот се криви работниците. Дали се сеќавате пред 5 години баш во короната, случаен минувач беше човекот што го потрупа едно такво свлечиште во Дебармало, затоа што не бил пријавен работникот и не се докаже дека е работник на тоа градилиште. Јас навистина не знам до кога ќе оставаме на совест. Се види дека македонските газди немаат совест према македонските работници. Дека да не те снајде нешто по тие градилишта. Никој не излекол жива глава ни по судови, ни со оштетување, да не зборуваме да отвараме болната тема колку чини човечкиот живот, затоа што семејството ќе добие од таа полиса од 150 денари што му ги зимаат на работникот 5000 евра. Ако е 5000 евра животот, да затвориме, да го рестартираме системот додека не се оправиме, да не градиме. Нека има мораториум на ниво на цело Скопје, не кисела вода или Дебармало кој е најпроблематични или најпосакувани. Не ни требаат такви станови, сум рекол, не ни требаат автопатишта и мостови ако под нив има жртви. Да. Никој не оди на работа за да загине. Тоа е нешто што можам да го апелирам и тоа е нешто што треба луѓето сами да дојдат со нас да се избориме да го постигнеме. Во спротивно може само да зборуваме. И кога ќе ги спомнете овие информации, дали се тоа на седници во Сојузот на синдикати или во економско-социјалниот совет, што велат властите? Властите велат дека они се постојано за тоа да се почитуваат законите, дека инспекторите ги контролираат законите како се спроведуваат, но јас зборувам со бројки, податоци и слика пред очи од пракса. Јас сум човек што не седам во канцеларија само да правам синдикална кошничка или да ги бројам жртви повреди. Облекувам шлем, елече, кондури, одам кај моите членови по градилишта, сега бев пред 3 дена на Киче во Охрид, се гради со огромна брзина, секоја чест за тие луѓе што работат таму и што мрдна работиве малку, но треба да видиме како градат и што градат. Луѓето во борба по парче леп не гледаат на висок степен на ризик на самото работно место и кога себе му било обезбедено, а камоли па сега во трка за час повеќе работа, убави се временските услови, сега ќе земеме поголема плата и тогаш во некои преку
мерни часови замор, се случуваат работи што секунда нема фали за да се направи билјата. Така што треба постојано да се инспекторите на терен за да контролираат и да ги гледаат спроведувањето, односно неспроведувањето на законите. Се друго од канцеларија или донесете ни документи за да видиме што е недостасува, нема да го подобри системот и нема да направи подобра примена на законите. Какви и да се во моментов и закон за работни односи и закон за безбедност и здраве при работа, доследно ако се почитуваат од буква до буква по книга, нема да имаме ни повреди ни жртви, ја ви убедувам. Но брзата трка по профит од една страна прави да луѓето се повеќе изложени на ризики на работа и да се случуваат работи што не се случуваат. Што се случува со законот за работни односи, на што е уставот за работниците, треба новини да се прават, или? Одамна се преговара и за нов општ колективен договор за приватен сектор, нема ништо. Одамна се преговара и стои во фиока закон за работни односи. Стои во фиока и тоа сега последно од кога е Министерство за економија и труд кога се направи промената, не знаат во која фиока е законот за безбедност и здраве при работа. Нема проблем, ние ќе го дадеме од нашата фиока, но нека се одважат да седнат на економско-социјален совет да донесат нови закони, бидејќи ако сметаат дека овие се лоши, нека ги донесат новите. Ја пак ќе кажам, и додека се донесат новите, само нека се применуваат и контролираат постојните. Нема да имаме, верувајте, вакви работи. Новите не предвидуваат нешто кој знае што повеќе ни за работодавачите, ни за работниците, затоа што не сме ние попаметни од една Германија, Австрија или од таму каде што зимаме пракса, сме превеле нешто, сме препишале, па сега ќе измислиме повеќе. Одамна се измислени добри закони, само треба да ги применуваме. Не е моментот дека треба да има 50 евра, 100 евра казни да мислиме дека готово ќе се опаметиме. Многу се мали казните на работодавачите наспроти казните на работниците. И не може само да направиме систем на казна, а да немаме систем на награда. Так. Кога гледаме дека некој е доволно продуктивен за тоа што го сработил, дајте му ја таа плата што ја заслужува. А ние во борба за да му дадеме поголема плата, не му ги броиме сатите, не му ги гледаме условите за работа, секој денар што ќе пробаме да го заштедиме од делот за безбедност и здраве при работа, наместо да го инвестираме во работникот, завршува од една страна во джип и куќа, од друга страна гробно место за работниците. Баш жално. Колективниот договор во културата е сега актуелен. Повторно овие денови се дава поддршка, стравот на синдикал или предупредувањето од страна на синдикалците е доколку се укине тој во култура, тоа може да повлече и други колективни договори. Навистина сме изненадени зошто толку бодеше во очи и се уште е актуелно прашањето за културата, односно колективниот договор за работниците во културата, кога луѓето едноставно уредија нешто што беше сосема нормално и за 20 век, а камоли за 21 век, плата по коефициент, работни места, разврстување, систематизација, систем што треба секаде на секое работно место да го има и да функционира. Не знам како државата гледа трошок, како ги гледа нив како такви буџетари што можеби не работат доволно за платите кои што ги земат, но ние ги видовме, платите се далеко од некакви плати дека земаат таму по 100-200 илјади денари плата кој што знае да земе министер и пратеник, а никој не му ја мери продуктивноста или никој не кажал со што пол ја заслужил платата во оваа држава, а не ја заслужил овој што е во рудник или овој што е на археолошко наоѓалиште или овој што е во театар, во кино и така натаму. Навистина во студио, позади камерата и секое работно место си има своја тежина, свој ризик, така. Било некогаш 40-50 илјади денари голема плата, денес е тоа плата не за живот, за преживување. И да ги тргнеме тие стереотипи дека работниците се многу платени, ама политичариве, градоначалнициве, министриве не се добро платени, па да ги појачеме уште 78%. Навистина е срамно и жално. Се удира по категорија луѓе кои што се укупно 2.500 во државата, кои што секој сака да се пофали со нив, од друга страна да немаат колективен договор и да ги вратиме на минимална плата по коефициент. Од друга страна, колективниот договор, каков и да е, може би да се случи негде да е лош, не може да биде полош од законот, нема да биде применлив, но еве да биде малтене како законот. Добро. И што се случува? Ако го укинете вие тој акт кој бил потпишан во тоа време помеѓу министер како работодавач и синдикат кој е репрезентативен до ден денеска со неголем број членови, не знам што е толку проблематично да го почитувате и да го унапредите, а камоли да го укинете. Да. Но ако се удри по еден колективен договор, тоа е
не страф, него прашање за сите што треба да се запрашаат, утре ќе се удри и по општиот колективен договор. Може да излезе уставен суд да каже јас сум надлежен, ова и оваа одредба не ви е уставна, каде што ние во колективен не гледаме уставни одредби и каде го повредуваме уставот на Македонија, кога и во уставот се предвидени дека се решава во пазарот на труд со закон и колективен договор. Дали е култура, дали е градежништво, дали е текстилна индустрија, сегде треба да имаме колективни договори ако сакаме да имаме задоволни и работодавачи и работници. Таа линија која што треба да се постигне од двете страни, да се најде пресек, сме се договориле вака и вака да тераме. Тоа е систем што треба да се, кога веќе се изградил, да се почитува. А удирањето по една категорија луѓе е за мене штих проба, ако помине вака, сега ќе удриме и по сите други, и по метална индустрија, и по градежништво, и по кој не. Меѓутоа да не заборават дека и тие другите што ја водат државата, од некој акт црпат права и зимаат плата. Потоа дајте ќе ги оспориме сите колективни договори, сите закони пред Уставен суд, па и самите уставни суди, ако се толку на страната на власта, а не на страната на граѓаните од кои што зимаат и они плата, да ги видиме и нивните плати и нивните колективни договори. По кој акт они зимаат толкави плати, а работников гини и не зима плата. За најчиите и натаму бараат недела да може да работат? Се размислувале во ССМ да им дозволите? Видете, во економско-социјалниот совет има и синдикати, и здруженија и за нечи се. Ние ја разбираме нивната потреба, нивното барање, меѓутоа кој е генерално ставот не на Сојуз на синдикати на Македонија, туку на сите гранкови синдикати кои што се внатре. Ние немаме проблем со занајчиите, нити па занајчиите се членови кај нас. Ако некој е сам вработен и смета дека треба да работи секој ден по цел ден, ние немаме проблем со тоа, нека работи човекот. Ама он сам си ја сноси одговорноста. Ако сакаме да направиме таква анархија во системот, секој сам да си биде на себе газди, да си работи колку сака, како сака и така да си без да плаќа данок да си зима плата, тогаш ќе направиме тотален хаос. Не сум за тоа дека вие на само вработено лице треба да му кажете до крај колку да работи и колку да заработи. Но, од друга страна, мора да има ред. Не сакаме од формалниот дел да отиде некој во неформална економија и да смета дека ако е ослободен према државата, може да работи колку сака и како сака. Завршил работа. Да, значи и они се борат со нелојална конкуренција. Има многу и таму и непријавени за нечи. Меѓутоа, тоа што е пријавено, јас само едно ќе прашам. Дали има за нечија пријавен што зима 26.000 денари плата во моментов и му е доволна за живот, па го бара ова? Ако ги видиме примањата на одредени занати, ќе видиме дека се тие средства месечно многу поголеми од тоа што ние го бараме како минимум да се загарантира. Дајте да бидеме фер, ние ако правиме закон за една категорија луѓе или за 10% од работниците, што остана за сите. Поентата е, не може да направиме ништо идеално, ни една страна, но тоа што ќе го направиме да биде барем за грото работници или работодавачи прифатливо, применливо во пракса и за добробит на двете страни. И да се плаќаат даноци од нас према државата, меѓутоа и државата да врати и работа и плата и сето тоа. Малите и микро компании се на удар доколку се усогласи оваа плата која што ја барате, барем ова е ставот на најголемиот дел на бизнес друженија, стопански комори, тие се велат работат колку да опстојат на пазарот и немаат финансиска моќ да плаќаат поголем минималец од она што е сега. Не би се согласил затоа што податоците кои што ги извадивме не кажуваат дека баш најголем дел од нив се на минимална плата и живеат токму со минимална плата. Од друга страна, вие имате микро и мали компании, не се веќе предпријатија, каде што сметките и она што го гледаме како возен парк на тој газда со 10 вработени е многу повеќе од една минимална плата на работниците што ја дава. Сега да бидеме искрени до крај, ако некој се заканува со тоа дека ако биде 600 евра минималецов ја ќе затворам, јас му велам слободно затвори и оди ти кај тој до тебе пријателот или непријателот работи за 600 евра плата и живеј. Са никој од нив не затвара, наназад гледаме нови отворени фирми, повеќе него затворени, како растела минималната плата поголем број на вработени во државата и поголеми давачки, а од друга страна само ќе се закануваме и ќе се плашиме дека ако ова биде, ние ќе направиме вака. Па добро, направите веќе еднаш и да знаеме дека немаме газди во држава и секој сам ќе си работи или сите колективно ќе си заминеме, ќе градиме туѓа економија ако не сме способни да ја направиме својата. Со сите рудници ни се дадени под концесија парите надвор, од сите златни кокошки народски кажано во државата ги дадовме на други да ги стопанисуваат и крадат, а македонскиот работник зашто многу бара 500 евра или 600 евра минимална плата, ќе го плашиме, ќе го тепаме и нема да му дозволиме да земе денар повеќе да го прехрани семејството. Кој? Тој што живее со 2000 евра плата го кажува, не го кажува тој што е на 400 евра реално и да каже како доработува и колку зима на црно за да го прехрани семејството. Многу е нефер кај нас пазарот на труд и со тоа сакам стварно да се опаметиме дека
треба да заврши времето на страф или на заплашување или на тоа дека некој ќе затвори. Слободно нека затвори. Не видовме таков пример. Само имаме поголеми профити од една страна на нивна сметка, наспроти минус на картичките на работниците од друга страна. За крај сакам да ве прашам зошто треба утре да се излезе на првомајски протест? Дали излегувањето на протест дава резултат? Што покажало искуството претходно? Да не се повторувам дека нашава ситуација е доена за секој ден цел ден да сме на улица, бидејќи тотално работиме во небезбедни услови за работа, во тотално мизерни плати кои што не го следат растот на цените, и дека не само на 1 мај. Синдикалната борба е маратон кој што треба повеќе денови во годината, дали со протести, со штрајкови, дали со други механизми, но ако го гледа некој како спринт и дека утре ќе дојдам и ќе се оправат работите, јас му апелирам ич да не дојде, за да не се разочара дека на 2 мај он ќе има веќе 600 евра плата. Синдикалната борба е борба секојдневна на улица, каде што ние пред се, морам пак да кажам, се бориме против други синдикалци кои што не се борат прво, па потоа со нашите граѓани кои што се охрабриле да дојдат да издействуваме поголеми права кај представниците на власта и кај газдите. Ова е борба што треба да има 40 и 50 илјади луѓе на улица, која што борба треба да трае се до моментот додека не се освестат и на вистина направат ад хок измени на некои закони кои што претходно само рекле дека така ние сме ги договориле, па они сега ги почитуваат и само ја усогласуваат минималната плата. Да, ние сме за усогласување, ама цените ако останале исти. А сега 3 пати се покачиле цените, а 1% се покачила платата, нормално е да сме незадоволни да ова раководство, барем во Сојуз на синдикати на Македонија, бара не повеќе, туку бара чекор напред кон безбедни и здрави работни места и достоинствени плати. Не бараме трета работа или да измислуваме некоја топла вода. Бараме исто што го даваат, например, одредени работодавачи на странските работници или што тоа го добиваат нашите работници, па макар и во една Србија, Црна Гора, Албанија, што се уште не се во Европска унија, а камоли за оние што заминале во Словенија, Хрватска и погоре. Ке се вратат за брзо, барам така кажа, министерката за финансии очекува голем наплив на иселеници кои што се иселија да се вратат во Македонија. Јас ќе бидам најсреќен затоа што еве јас пред 20 години сум завршил гимназија, можеби од 30 ученици средношколци ми останале 10 другари во државата, 20 се надвор. Камо сите да се вратиме и сега на 20 години од матура да бидеме повторно 30, а не 10. Но не го гледам тоа некако дека иде там. Може само ме плаши дека на 25 матура ќе бидеме 5 луѓе. Дека сите си одат, дека не трпат луѓето веќе вакви економски притисоци за да преживеат. Секој сака подобар живот, секој сака одмор за семејството, секој сака она што минимум го заслужува ако работи. Не зборуваме ни за пензионери, ни за студенти, ни за социјалци. Со сета почит кон сите нив и за нив се бориме со оваа борба, но луѓето треба да од таа страна што ја вода државата да бидат малку пореални и кога прават муабет или есаб за туѓиот џеб да си погледнат во својот. Нека не ги прават тогаш нивните плати толкави ако навистина се живее со 400, 500 и 600 евра. А дека некој ќе се врати, јас ќе бидам првиот најсреќен што ќе славам, но таква статистика немам или па таква гледка, освен сега кога ќе дое месец април, пуни автобуси кои за хотелиерство и туризам, угостителство во Хрватска, моите градежници Србија, Црна Гора, Австрија и само се празнат и градовите и селата. Пешевски екип, Телевизија 24 ќе има своја екипа на утрешниот протест, ќе ве проследиме, ќе емитуваме во нашите вести, дневниците. Тука ќе се заблагодарам за Благодарам и јас на можноста и ве чекам утре да се избориме сите заедно. Почитувани, овде завршува и денешниот Аргумент Плюс. Ја ви благодарам на вниманието со кое што однеседевте и довербата која што ни ја давате секој ден. Од мене пријатно.